Почитуван господин председател на Собранието на Македонија, почитуван господин премиер или председател на владата на Република Македонија, Ваше блаженство, господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква, архиепископ Охридски и Македонски, дами и господа министри, Врховен суд, пратеници, академици, почитувани, веќе е кажано дека през 114 години во куќата на Иван Хаџиниколов во Солун се собраа Даме Груев, Петар Попарсов, Ано Димитров, Христо Патанџиев и спомнатиот Хаџиниколов. Тоа е иницијална искра кога се поставија темелите на внатрешната македонска револуционарна организација пред тие 114 години. Констатираа дека Македонија останува неослободена од османското робство, дека се ослободени и имаат своја независност, интегритет и суверенитет Србија, Црна Гора, Романија, а Бугарија во меѓувреме доби две држави, кнежество и уште едно Румелија. Грција веќе отморено имаше своја независност. Затоа го поставија прашањето да се актуализира членот 23 од Белинскиот договор, кој што обезбедува на македонците и на Румелија воопшто во целост во рамките на Отоманската империја една повисока самоуправа. Пратеници, губернатор и други бенефиции кои што се нормални, не се бенефиции, но се неопходни за една демократска држава. Овие личности што ги спомнав, сите меѓу себе се познава од порано. Има бурна историја. Дозволете ми сега да спомнам некои од тие елементи. Даме Груев беше предходно член на организацијата Лоза и тој имаше своја голема предисторија во македонското движење. Се познаваше со Гоце Делчев, беше близок до Татарчев. Гоце Делчев се уште не е меѓу нив. Меѓутоа, да спомнам дека во таа година, 93-та, 1893 година, настана многу големи пресвртници на просторот на Балканот, кои што се во непосреден сооднос со македонското движење. И тоа следите. Лозарите организираа Вестник Македонија 1888 година во Софија. Потоа, таму се дефинира 92 година Млада македонска книжевна дружина, која го издава списанието Лоза. Основни личности се Даме Груев, Ѓорги Балашчев, близок е до нив Крстен Миширков, а меѓу првите се Петар Попарсов и Иван Хаџиниколов. Така наречените лозари први го потегнаа прашањето на формирање на македонски книжевен јазик, давање на полна автономија на Македонија во рамките на Отоманската империја и се спротивставија на странските пропаганди на тлото на Македонија. Нивната е голема заслуга во поглед на јазикот и лингвистиката. Да кажам дека Ѓорги Балашчев, еден од најучените историчари, ученик на Јиречек од Виена, уште 1890 година издаде белешки книга на Охридскиот летописец Никола Поп Стефанија на охридското наречие. Тоа беше еден конкретен придонес веќе во формирањето на македонскиот книжевен јазик.
Во таа фаза тука ќе се најде конечно и Крстен Бисирков, кој што имаше исто така своји претходни етапи на своето развивање. Многу е важно дека во 1890 година, во друг пункт, во Скопје, владиката Теодоси Гологанов, или Теодоси Серски, или Теодоси Скопски, покрена акција, иако е екзархиски владика, за формирање на Охридската архиепископија, односно нејзина обнова, со автокефален статус, ослободување од екзархијата и федариотското иго, потоа напуштање на пропагандите, зашто тој најде на жесток отпор. Теодоси Гологанов во Скопје го покана патриаршискиот владика Паиси и го замоли да биде скопски митрополит, а себе си самиот се замислуваше како архиепископ на Македонската православна црква, тоест Охридски архиепископ. Тој е еден важен показател, затоа што хајката што се создаде против Гологанов е ужасна, голема, и од екзархијата, и од патриаршијата. Тој му понуди на екуменскиот патриарх да му даде документ за автокефалија на Охридската архиепископија, меѓутоа беше одбиен. После жестоки спротивставувања, конечно, Гологанов 1991 година мораше да го напусти Скопје и беше од екзархот разрешен од функцијата. Дали да спомнеме дека 1892 година исто движење настапува и во Костур. Всушност, во таквата состојба, во една ситуација на стегнатост, Гологанов понуди на римскиот папа да приде кон унијатство, за да се ослободи Македонија да добие свој јазик, своја богослужба и своја юрисдикција. Во Скопје предстојуваше Августино Бонети и преговараше околу тоа прашање. Кога тоа се разбра во Цариград, тој беше тогаш хитно од екзархот Мислен Јосиф, повикат хитно се врати и да напушти функцијата, никогаш повеќе не се врати во јавниот живот. Ова е прилика да спомнам дека во време после Сан-Стефанскиот договор, а пред Берлинскиот, охриѓанинот Димитар Робев, од познатата стара охридска и битолска фамилија, замина во Белград, а беше пратеник на Отоманскиот парламент, да го замоли да разговара со српскиот